Лабораторијата во која што работите вие, што прави, како предвидува и како им помага на земјоделците во Преспа? Значи, уште во 2006 година со некој проектот за голема река, тогаш беше 5,5 милиони швајцарски франци, е формирана стационарна агрохемиска лабораторија за педолошка анализа на почва за потребите на земјоделците од Преспа, меѓутоа и од околината. Охрид, Струга, Дебар, Кичево, Битола. И во исто време е формирана и служба за прогноза и сигнализација со поставени во моментов 8 автоматски агрометеоролошки станици за дојавување на болести и штетници. Тие 8 покриваат околу 90% од територијата на Преспа, што е под овошни насади. Функционираат на тој начин што станиците даваат податоци за точниот момент на кога треба да вршат заштита земјоделците, а ние преку соопштенија, а сега со помош на паметните телефони земјоделците сами си ги гледаат апликациите и знаат кога треба да вршат заштита, се и со цел за зачувување на животните средини. Исто така имаме и економски бенефит со тоа што го намалуваме бројот на третирањата, не третираме напамет, него точно кога е потребно. Имаме и економска придобив. Значи заштедуваме затоа што средствата за заштита на вистина се многу скапи. Колку ова го почитуваат земјоделците овие известувања кои што им стигаат, дали им веруваат или уште си тераат со конвенционалниот начин на одгледување на овошки? Порано имавме проблем. Тешко е да се сменат навиките кај луѓето, а особено кога почнавме, се уште не беше развиена техниката и технологијата, немавме паметни телефони, интернет, немавме пристап до тоа како работат другите земји, али сега помладите генерации многу го прифаќаат и тие што немаат апликација бараат да им се симне или им се внеси паспортот, читаат повеќе, се информирани и многу повеќе го прифаќаат. Значи ги почитуваат. Така, колку тоа дава подобри резултати во приносите од јаболка, мислам? Во приносите не, меѓутоа во квалитетот на јаболкото да. Значи во количината не можеме да влијаеме, али во квалитетот да. Многу подобри затоа што ги избегнуваме болестите кои порано ги имавме постојано и тие јаболка не се добри на изглед и одат за индустрија, а сега го зголемуваме квалитетот, имаме повеќе конзум на јаболка. Дали тоа значи дека секој помалку треба да се прскаат јаболките? Па не, се зависи од временските услови. Ако имаме врнежливо време, особено во периодот мај и јуни, сигурно ќе треба, можеби и повеќе, меѓутоа знаеме точно кога. Пак е намален бројот на третирањата, затоа што порано, ако заврнеше дожд, се појавеше сонце, луѓето ги палеа тракторите и атомизерите и одеа да вршат заштита, а сега не. Гледаме дали имат услови, ако имат заврнато дожд, може би немаат услови за појава на болести. И тогаш не е од да вршат. Значи сепак е намалено. Благодарам.